природни науки. Следи природни науки. Ни следат природните науки. Наставничке, повелата. Добар ден. Еве сега кажете добар ден уште еднаш, сега веќе ве гледаат. Добар ден на сите. Јас сум наставничката Зорица Тренеска-Уплеска од Основното училиште Братство. Би сакала да ви поздравам сите вас, а највеќе учениците и вработените во моето училиште Братство. Одлично. Денес Кажете ни која? Еве таа. Добро. Денеска што ќе учиме? Ау, интересно. така, денеска ќе учиме за тоа како работат магнетите. Дали пред да започнеме со часот, би сакала само да ве прашам дали може да ги препознаете овие предмети. Едното е касичка. Така. Едното е магнет, што се Магнет. Не сме сигурни се уште дали е магнет. Некако као Се мислиме дали е копче, капаче, копче, магнет, но на металната кутија која ќе го прицврстиме се лепи, што значи дека ни покажува дека е Магнет. магнет, така. Ајде да видиме денеска за тоа како работат магнетите. Пред да започнеме со нивните својства, би сакала да ви кажам како е откриен магнетот. Да ви раскажам една легенда. Една стара легенда ни кажува за еден овчар по име Магнес, кој што, чувајќи ги своите овци по планините, забележал како дрвениот стап со метал, на крајот кој што го носел и чизмите со метални шајки, му се лепат за еден црн камен на кој седнал да се одмори. Испитувајќи таа необична појава, сватил дека шајките со кои чизмите му се подковани и железниот дел од стапот ги привлекува тој црн камен на кој што седнал. Така Магнес открил дека постои камен кој што привлекува метал, така е откриен магнетот. Еве да видиме сликовите. Еве го овчарот со дрвениот стап со метален крај, како седи одмара на црниот камен, забележува дека металниот дел од стапот и назад. Така, само ќе вака и сега назад. Така, како се лепат за црниот камен, така Магнес открива дека овој црн камен има својство да привлекува метал, односно така е откриен магнетот. Дали може да кажеме што е магнет? Еве слики од магнет, дечиња како се играат со магнет. Па магнет е метал кој што не магнет е некаков материјал кој што привлекува метал. Така, вие ти комшите што мислиш? Па се согласувам со Лина дека е нешто што привлекува метал Така. и може да го најдеме на повеќе површини. Така, магнетот е тело кој што има својство да привлекува метали. Неговото име потекнува од името на една област во Мала Азија, таа се вика Магнезија, каде што е пронајдена железната руда со магнетни својства, позната како магнетит, односно природен магнет. Подоба на магнетите. Дали според сликите добивате некоја идеја како би можеле да ги поделиме магнетите? Па на црвени и сини. Добро. Па две бои, најверојатно кои што Ако малку ве поттикнам и ве потсетам на тоа дека едните се едната група спаѓа е пронајдена во природата, а другата се добива по вештачки пат од човекот. Значи природни и Ето така, химиски, односно вештачки, супер. Так, магнетите се делат на природни, ова е железната руда магнети, и на вештачки, кога железото или челикот се тријат од магнетитот, ќе се намагнетизираат и стануваат вештачки магнети. Тие најчесто се направени во форма на прачка, магнетна прачка, како што рековте црвени сини, со таа боја се означени. Подоцна ќе објасниме зошто е таа така. Магнетни ролери, магнетна потковица и магнетни игли како што има во компасот. Значи за да се произведе вештачки магнет, сепак е потребно природен магнет кој што ќе се струи со некаков друг метал. Точно така, Лина, браво. се е од природата. Така, ајде да видиме да кажеме нешто за таа црвена и сина боја која што претходно Лина и комшито ја споменаа, што значува таа боја на самиот магнет. Таа боја ќе ни означи магнетниот пол. Кој е магнетниот пол на магнетот? Еве ќе земеме магнет. Би можеле вие да земете магнетната прачка? Може да ја дезинфицираме Може, прво? може. Секако дека да. Дајте ги другите, еве другата прачка.
Така, и подковите, дајте му една комшита, Победи. другата ќе ја држам јас. Добро. Ето така. Забележуваме две бои на самиот магнет. Сина боја, која што ни покажува јужен пол, односно јужен пол на магнетот, означен со буквата S на латиница, што значи south, односно југ на англиски јазик, и црвената боја на магнетот, што значи северна страна, односно северен магнетен пол, што е означен со буквата N, односно на англиски што значи кратиница од зборот норд, што значи север. Значи северен пол, јужен пол на магнетот. Ајде вие да покажете на вашите магнети. Еве го северниот пол, еве го јужниот пол. Ајде комшите, ти дали запомни? Јужниот. Така, супер. За да може еден магнет да работи, тој околу себе, во просторот околу него, формира магнетно поле. Во тоа магнетно поле, со него, преку него магнетот действува на сите предмети кои што се наоѓаат во неговото растојание. Значи, колку е магнетот поблиску до предметот, толку неговото дејство е посилно. Колку е магнетот оддалечен од предметот, толку неговото дејство е послабо. Во тоа магнетно поле действуваат магнетни сили кои што се најсилни на краевите од магнетот, односно на половите. Ајде сега ова да го објасниме преку неколку примери. Добро. Дали може некој од вас да се обиде? Најнапред во садот, во пластичниот сад, да се обиде Лина Со јужниот пол. со било кој пол да ги привлече дел од предметите кои што се наоѓаат во таа пластична кутија. Видиш што ти се Ги падна. привлеков. Што забележа Лина? Дека само шејчињата ги привлеков, пластиките не. Така, зошто е тоа така? Затоа што Кажавме? магнетот не привлекува пластика, привлекува само метал. Кажавме дека магнетот тело кое што привлекува железни предмети. Ајде комшито убаво се обиде, но те молам тоа да го направиш со целата прачка. Тоа е веќе вториот обид, меѓутоа добро се обиде и со така. Стави ја целата прачка врз сите шајки. Врти ја на сите страни, обиди се на средината од прачката да залепиш, да привлечеш дел од шајките. Што успеа комшито ти? Па ми се падна, така, 3, 6, 5, стори, сега А се некако помогна. изгледа како северниот пол да е појак од јужниот. Северниот и јужниот пол се посилни, односно краевите се посилни на магнетот на северниот пол. Отколку средината, магнетните сили на тие краеви на половите се најсилни, а на средината се најслаби. А зошто е тоа така? Затоа што магнетните сили тука се најсилни. Така. Тоа го забележавме сега од обидот со комшито, дека кога привлекуваме метални предмети со магнетна потковица, како што држам јас, или пак со магнетна прачка, така како Лина и комшито, забележуваме дека најмногу од привлечените предмети се на краевите на магнетот, што значи дека магнетните сили се најсилни на половите, а најслаби на средината. Дали може да се обидете да привлечете една од спајалиците врз парчето картон, а одоздола да ставиме магнет. Аха. Ајде. Значи, вака да го ова? Така, и таму да земем од розевиот сад. Ете така, едно и да историм. Комшито, ти би можел да се обидеш со истото? И вака да правиме? Да. Внимавајте да не ви падне. Како Том и Џери. Движи под зидот. Така. Да. Што забележуваме? Забележуваме дека се движи. Односно дека можеме да го привлечеме железниот предмет со помош на магнетот дури преку мало парче хартија. Хартија, да. Така. Тоа значи дека тука магнетот и магнетните сили действуваат и преку тоа парче хартија и железниот предмет се привлекува за самиот магнет. А преку стакло действуваат? Действуваат преку стакло, пластика и хартија. Не? Па да пробаме. Ако е појак... Ако е некој силен магнет. Да, тоа ми беше прашањето. Дали ако е силен магнетот може да... Ако јас имам некаков метал во моето тело, ќе може некој да ме манипулира со магнет? Па... Не може, проба. Не може. Проба. Ке истражувам. Така.
Како работат магнетите? Магнетните полови кои се различни се привлекуваат, но магнетните полови кои што се исти се одбиваат. Кажавме дека има два пола, северен јужен, северен јужен. Би можело да се обидете со помош на магнетните прачки да ги привлечете. Не да се одбиваат. Така, никако не можете да ги составите, така? Да. Тоа е така заради тоа што истите полови се одбиваат, а може да го завртиме еден да биде ете така со спротивен пол. Се спои. Ете така докажуваме дека спротивните полови се привлекуваат. Така. Одлично. Ајде да направиме уште еден обид. Да земеме две пластични автомобилчиња и врз нив да ставиме магнет. Што ќе забележиме кога ќе се приближат магнетите со ист пол и кога ќе се приближат магнетите со различен пол. Во. Па би можело вака да го отвориме. Ете така. Одлично. И вие, и ти тука да го ставиш. Така. Ајде да видиме сега. Приближете ги кога магнетите се со ист пол завртени. Ма сврти го од другата страна. Не, ово вака и на крај. Е, така. Аха. Кон лина, кон камиончето на лина. Што забележувате? Бегаат. Дека? Тргаат на Не страна. може да се спојат. Така. Да. Дека се одбиваат еден со друг. Да, ајде да видиме. Ајде да го видиме така. Моментот кога се со спротивен пол, сега можеш така, да тие го- дури се содруваат, односно се залепени еден до друг. На тој начин покажавме дека спротивните полови се привлекуваат, а истите полови од магнетот се одбиваат. Опа. Што се случува кога ќе го поделиме магнетот на делови? Тој има голема густина и тешко се дели. Ако употребиме многу голема сила, ќе успееме да го скршиме и да го поделиме на неколку делови. Повторно магнетот ќе има два пола, северен и јужен пол. Еве го тоа сликовито. Магнетна прачка, доколку ја поделиме на два дела, повторно добиваме два магнета со северен и јужен пол, два магнет со северен и јужен пол. Доколку и тие две прачки ги поделиме на уште два дела, добиваме 4 Колку и да се магнет. дели, сепак Значи, колку и да Така. се седат тие, секој магнет има и северен и јужен пол. секој. Така, колку пати и да го кршиме магнетот, полот ќе Значи, не остане. постојат магнети само со северен или само со јужен пол. Мора да ги има двата пола. Секогаш, така? Магнетите постојат тие што се намагнетизирани на фрижидерските магнети, тие се обично еднополови магнети, а овој магнет е со два пола, значи колку пати да го кршиме ќе ги добијат. Сепак ќе има и северен и јужен. Така. Океј, супер. Што се случува кога ќе се обидеме да магнетизираме метален предмет? Ајде да се обидеме да направиме сами магнетот шајка, повлекувајќи ја шајката во ист правец и од ист пол на магнетот. Ја приближуваме шајката до метален предмет, што ќе забележиме. Дали може да земеме една шајка Еве на шајче. Шајче и една спајалица. и Еве спајалицата. Важно е да триеме цело време во ист правец и од ист пол. Без разлика кој пол. Да. Каде сте? Сега ќе ја Ставете ја привлечам. доле. Да. Само да им биде. Да. Еве, Одлично. добивме магнет, нашата шајка доби својство да привлекува Привлекува. друг метален предмет, односно се добивме Ама и ова е направивме краткорочно. сами магнет. Така. Завршивме со часот, наставнички, имаме ништо за домашно. Па имате за домашно да истражувате, во областа на магнетите да се играте на различни игри, активности со магнети, да пробувате да привлекувате, да видите кои предмети се одбиваат од магнетот, во однос на половите за тоа како нашата планета Земја дали е магнет, дали има полови, магнетни полови и од што не штити незиното магнетно поле. Одлично. Другарчиња, значи имате вие супер активности, вадете ги сите магнети од фрижидерите и играјте се. Ви благодарам наставничке. Благодарам и на вас. Довидување. Довидување.